Благодарам. За колегата Трајчулевски, уште од самиот старт на мандатот имам стекнато добро мислење, како коректен колега, вреден колега, и мислам дека со овој добар говор уште еднаш ми се потврди моето мислење, што ми е навистина драго дека можеби еве има некоја искра, зрак, надеж за вашата партија. Се обидов и така и ме инспириравте да се пријавам за реплика по однос на вашиот говор. И единствениот можеби кој што најавивте поддршка, што исто така ме радува. Поддршка си кажавте во кој дел онаму каде што вие би процениле дека, а и се случи таква поддршка во овој кус период од нашиот мандат, што ми е драго. Вие сте во минатото државен секретар, чинам на Министерството за транспорт и врски, а и председател на партиската комисија за транспорт и врски, и ми е малку така би сакала околу тоа да дебатираме за капиталните инвестиции, дека биле ваш печаток или констатација дека биле препишани од претходната влада. Јас се согласувам дека во некој дел е и така, но зошто? Мој впечаток е дека затоа што владите претходни на СДСМ во 2 мандати не успеале да ги реализираат. Што е и факт, на што и сведочиме, бидејќи имавте огромни ветувања 2020, потоа изборите 17, 16 и 20 се извинувам, и затоа ете ние се обидуваме да ги реализираме, како што е доказ нели еве конкретно со проектот Бехтел и Енка, за кој што во времето од кога се подпиша до времето кога паднавте од власт, ништо не се реализираше, а отидоа доста милионски суми на евра. И сега велите зборуваме ние за нереален раст. Јас би се запрашала што е нереално како терминологија според вас. За мене нереално е 7 години СДСМ да се одржа на власт, а без ниту едно реализирано ветување. И тука зборувам за вашата партија. Еве, сте биле, можеби, функционери извршен, но генерално за вашата партија. И без нереализиран ниту еден капитален проект. Исто за мене беше нереално еден Зоран Заев да биде премиер, ама бидна. Нереално и незаконски беше и тоа што кога си поднесе оставка без избори, Ковачевски го назначивте за премиер. Нереално е според мене, например, што во ваше време Кацарска стана председател на Уставниот суд. Нереално што Јовевски ви беше кандидат за уставен судија. Понатаму за унгарскиот кредит го споменавте, дека државата плаќала камати. 1 месец е во прашање. Ние наназад плаќавме, или државата плаќаше, или граѓаните плаќаа камати за нереализираниот клинички центар за кој што беа добиени средства, за клиничката болница во Штипеве, за Бехтел и Енка го споменав плаќањето на кредити. Ајде, благодарам, ми истече времето. Благодарам. Контрареплика Митко Трајчулевски.